Па за мене не представуваше некоја тежина, затоа што сум шоферско дете и татко ми е шофер, сопругот исто 22 години, така да многу брзо ја засакав и се пронајдов. Низ Европа ги има доволно, значи сум ги среќавала, значи млади девојчиња по 25 години и тоа без проблем, сами, без придружба. Таму, значи, оваа професија е прифатена нормално, додека кај нас малку ја гледаат као машка професија. Јас не би се согласила. Ми се нема до сега случајно некој да ме навреди, да ми каже не е ова за вас, вие сте жена, гледајте си ги децата, оставете работата на мажите. Баш напротив, не охрабруваат. Како жена, значи ми се случувало редица камиони да поминам и многу побрзо да го истоварам камионот или да го натоварам на утовар, на истовар, значи за разлика од мажите. Попривилегирани сме жените. Маж ми доцнеше на истовар, 5 до 5, во 5 веќе затвараат во магазин, само ми кажа Снежана, излегувај и врши ја работата. Влегов во магазинот, го замолив, германец беше, го замолив, му кажав дека дома ме чекаат 3 дечиња да ми истовари, дека имам само 8 палети. Тој се сложи и ми истовари, додека маж ми беше сокриен. Мажите некогаш мислат дека можат, не се уморни и ќе стигнат до одредената дестинација, додека ние жените повнимаваме. Ако сме уморни, се паркираме на паркинг, правиме пауза и продолжуваме. Повнимателни се, дори мислим да и жените помалку од мажите телефонот у раката го држат за време на возенето. Кај нас се више рутина, возиме, години пак го прават своето. Жените су повнимателни за камионите, во секој случај да. Многу ми фалат децата и првите 3 дена малте не сум болна, потоа продолжувам да работам, затоа што тоа го работам со сопругот за нивна подобра иднина. Сега, како го зголемивме возниот парк, се појави потреба за шофери и решивме да ја поделиме работата. Маж ми да ги одржава возилата и да раководи, да менаџира со шоферите, а јас да го оној дел што се однесува за фирма, за документи, подготовки на шофери, да го водам јас. Кога има потреба, значи живи луѓе сме, се случуваат случки да каже шоферот не можам денеска или за недела дена, дајте ми слободно, значи тогаш одиме, ние возиме, јас возам, маж ми вози и така, се дополнуваме.